Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, во денешната епизода ќе завршиме со проучувањето на првото послание на Павле до црквата во Солун. На крајот од самото послание, апостолот дава 22 заповеди кои се однесуваат на христијанското поведение. Да почнеме со читање на текстот. Стих 11. Поради тоа, утешувајте се меѓу себе и надградувајте се еден со друг, онака како што и правите. Првата заповед во овој дел се наоѓа во зборовите: утешувајте се меѓу себе. Тоа значи дека верниците треба да се утешуваат едни со други со Божиот збор. Потоа, втората заповед е: надградувајте се еден со друг. Ми се допаѓа преводот на зборот надградувајте, бидејќи соодветно го доловува значењето на оригиналниот старогрчки збор. Зборот оикодомео буквално значи да се гради одреден објект. Стихови 12 и 13. И ве молам, браќа, да ги уважувате оние што се трудеа меѓу вас и ве водат во Господ и оние кои ве утешуваат. И кон нив да имате преголема љубов заради нивното дело. Живејте во мир меѓу себе. Третата заповед се однесува на оние кои им служат на верниците преку проповедањето на Евангелието. Кога Павле, Сила и Тимотеј си заминаа од Солун, по некое време во таа црква беа поставени водачи кои ги поучуваа останатите верници. Во Новиот Завет се вели дека секој кој е во Христос има одреден духовен дар, кој треба да се ползува за благослов на другите. Некои луѓе го имаат дарот на поучување, и таквите најчесто биле поставувани за водачи на црквите. Со оглед на тоа што голем дел од луѓето во Солун поверуваа во отприлика ист период, може би со тек на време некои од нив почнале да си мислат: како може овој човек да ме поучува кога јас и тој заедно поверувавме? Како може тој да ми кажува што да правам? Но Павле вели: оние кои ве поучуваат и утешуваат, тоа се луѓе кои се трудат за вам да ви биде добро. Затоа треба да ги уважувате таквите луѓе, да имате љубов кон нив и да владее мир меѓу вас. Патем, во стиховите кои ги прочитавме, Павле дава 3 заповеди. Прво, да ги уважуваме оние кои се трудат да служат во црквата. Второ, да имаме преголема љубов кон нив заради нивното дело. И трето, да живееме во мир во црквата. Овие заповеди се на некој начин поврзани и затоа ги читаме и проучуваме заедно. Ако во црквата нема взаемна почит и љубов, невозможно е да има мир меѓу верниците. Ке продолжиме со читање на посланието. Во следниот стих апостолот Павле ни дава уште неколку заповеди. Стих 14. Браќа, ве молам, поучувајте ги неуредните, утешувајте ги малодушните, подкрепувајте ги слабите и бидете долготрпеливи кон сите. Поучувајте ги неуредните. Ова значи дека во црквата имало луѓе кои најверојатно се нарекувале христијани, ама не живееле уредно. Односно, тоа биле луѓе кои не живееле според стандардите на христијанската вера. Како да постапиме со тие луѓе? Да дигнеме раце од нив? Да ги оставиме да прават што сакаат? Не, туку со грижа и љубов да ги поучуваме за да им помогнеме да живеат побожно. Апостолот Павле пишува и за малодушните. Таквите треба да се утешуваат, но кои се малодушни христијани? Верувам дека станува збор за оние кои страдаат и се обесхрабрени. Реалноста е дека секој христијанин може да се најде во фаза од животот кога ќе биде обесхрабрен. На таквата состојба може да влијаат многу фактори. Во црквата секогаш имало и ќе има такви луѓе. Бог сака оние кои се посилни во верата да ги утешуваат малодушните. Утехата некогаш може да дојде преку разговор, некогаш преку молитва, некогаш и само преку минување време со оној кој е малодушен. Но,
важно е таквите луѓе да не бидат оставени сами на себе. Потоа следната заповед гласи: подкрепувајте ги слабите. Знаете, кога живеете со некоја личност која е физички слаба, на неа и е потребна помош за да стане, да се движи, да седне и слично. Тоа е подкрепа на оној кој е слаб. Истото е и во однос на оние кои се чувствуваат духовно слаби. На таквите им е потребна подкрепа, некој кој ќе им помогне да функционираат во кризата во која се наоѓаат. Тоа подразбира некаква жртва од оние кои се силни, жртва во време, ресурси, сила и слично. Ако сакате да знаете која е Божјата волја за вашиот живот, еве ви еден дел од неа: подкрепувајте ги оние кои се слаби во верата. Последната заповед од овој стих е: бидете долготрпеливи кон сите. Христијанското поведение не ги засега само оние кои се во црквата, туку сите и оние кои не се дел од црквата. Апостолот Павле не повикува да бидеме долготрпеливи кон сите, и кон оние кои се малодушни, и кон оние кои се слаби, и кон оние кои застрануваат, и кон оние кои ни вршат отпор за верата. Кон сите. Ова не е нешто кое самите ние со своји сили можеме да го постигнеме. Потребна ни е помошта на Светиот Дух. Во друг дел од Новиот Завет, Павле вели дека долготрпеливоста е плод на Светиот Дух. Стих 15. Гледајте никој никому да не враќа зло за зло, туку секогаш барајте го доброто еден на друг и на сите. Гледајте никој никому да не враќа зло за зло. Ова е многу важно да го запомниме, но и да го применуваме. Со други зборови, ова е заповед со која Павле ни вели да не се водиме според принципот око за око. А можеби се сеќавате дека и Господ Исус во беседата на гората го кажа токму тоа. Не само што не треба да враќаме зло за зло, туку Павле вели дека ние треба да враќаме добро за зло. Ако Божјата љубов не е во нашите срца, ако Божјата сила не ни е дадена, ние не можеме да живееме според овој висок стандард. Во нас нема сила да им правиме добро на оние кои ни прават зло. Луѓето се водат според една од следните 3 животни филозофии. Некои со зло им возвраќаат на оние кои им прават добро. Таквите немаат страв од Бог и се ги гледаат само своите интереси. Други пак им прават добро само на оние кои добро се однесуваат кон нив. Во еден од своите говори, Господ Исус кажа дека такви се религиозните водачи од неговото време. Но, христијанинот треба да има малку поинаква филозофија, која гласи: прави им добро на оние кои ти прават лошо. Овој пристап кон животот е несекојдневен и на поголемиот број луѓе им изгледа како глупост. Кога некој ќе не удри, ние сакаме да го возвратиме ударот. Кога некој ќе не навреди, ние сакаме да ја навредиме таа личност, за да знае дека не треба да си игра со нас. Но, Павле како да вели, Бог ве повикува да живеете според повисок духовен и морален стандард. Не треба да бидете како луѓето од светот, туку да се однесувате како Божји луѓе. Стих 16. Радувајте се секогаш. Ова е една од заповедите за христијанскиот живот. Радоста не е исто што и среќата. За среќата се вели дека зависи од околностите во кои се наоѓаме, а радоста произлегува од Бог, оној кој никогаш не се менува. И во послание до Филипјаните, глава 4, стих 4, Павле ги повикува верниците да се радуваат. Патем, додека го пишуваше тоа послание, Павле се наоѓаше во затвор, а сепак, дури и од затвор пишува за радоста. Дали заповедта радувајте се секогаш, значи дека ние треба во секое време да бидеме насмејани? Се разбира дека не. Да се радуваме значи да бидеме задоволни и исполнети во фактот што Бог не сака и ние сме прифатени од Него. Стих 17. Молете се постојано.
Апостолот Павле не повикува на молитвен животен стил. Тоа не значи дека постојано ќе бидеме на колена и ќе се молиме во секоја секунда од денот, туку комуникацијата со Бог да ни биде важен и составен дел од секојдневието. Стих 18. Благодарете за се, зашто таква е волјата Божја во Христос Исус спрема вас. Која е Божјата волја за вашиот живот? Да бидете благодарни личности, да бидете луѓе кои се молат, луѓе кои се радуваат. Тоа се важни одлики кон кои секој христијанин треба да се стреми. Стих 19. Не гаснете го духот. Прашањето е, како можеме да го гаснеме Светиот Дух? Во Светото писмо Духот е спореден со оган, кој може или да се разгорува, или да се гасне. Светиот Дух го разгоруваме тогаш кога сме постојани во читањето и проучувањето на Светото писмо, постојани во молитва, во заедништво со други верници, во славење на Господ. Од друга страна, Духот се гасне кога живееме телесно, кога не му дозволуваме да не води, кога се водиме според лична интуиција или мислења и кога живееме во своја сила. Во писмото ни се вели дека не треба да го гаснеме Духот, но и не треба да го жалостиме. Тоа е запишано во послание до Ефесјаните, глава 4, стих 30. Самото тоа што можеме да го жалостиме, значи дека тој е личност. Некои религиозни групи веруваат дека Светиот Дух е сила, но како можете да жалостите одредена сила? Таа нема чувства, нема волја, не може да биде повредена. Еве уште еден начин на кој можеме да го гаснеме Духот. Стих 20. Немојте да ги занемарувате пророштвата. Што сака да каже Павле со овие зборови? Во тоа време христијаните ги немале писмата достапни така како што ние денес ги имаме. Го имале оној дел од Библијата кој го нарекуваме Стар Завет, но Новиот Завет се уште не бил канонизиран. Еден од начините на кој Бог тогаш зборувал во црквата биле пророштвата. Јас лично верувам дека Бог и денес може да зборува преку пророштва, но кога во црквата во тоа време ќе застанел некој верник да даде одредено пророштво, другите не секогаш го прифаќале тоа што е кажано. Павле со овие зборови ги охрабрува верниците во Солун да не ги презираат пророштвата, односно да не ги сметаат за нешто неважно. Се разбира, и пророштвата треба да минат низ одреден филтер за да бидат прифатени. Например, ако одредено пророштво се коси со учењето на Светото писмо, можеме да бидеме сигурни дека е лажно. Или ако некој претходно давал пророштва кои не се исполниле, тогаш можеме со сигурност да знаеме дека тој човек е лажен пророк и не треба да се смета за веродостоен. Стих 21. Се испитувајте, за доброто држете се. Зошто треба да испитуваме се? Ова се однесува на учењата во црквата. Во тоа време во црквите доаѓале учители кои се представувале како христијани, а сепак поучувале ереси. Затоа Павле им вели на верниците дека треба да го испитуваат тоа што се зборува во црквата. Како да знаеме дали некое учење е правилно? Одговорот е едноставен. Ако се совпаѓа со тоа што Бог го има откриено преку писмото, можеме да знаеме дека учењето е правилно. Ако е спротивно на Светото писмо, тоа учење не смееме да го прифатиме, бидејќи ќе биде на наша штета. Стих 22. Клонете се од секакво зло. Бог не ни остава опција да се држиме настрана од некои гревови, а други редовно да ги практикуваме. Повикот кон светоста е повик да се држиме настрана од секое зло, од се што не спречува да стануваме христолики. Стих 23. А сам Бог на мирот да ве освети наполно во се, и целиот ваш дух
и душата и телото да се запазат без порок за доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос. Ако ги пазиме зборовите кои досега ги прочитавме, јас верувам дека Бог на мирот ќе не освети наполно во се и нашиот дух, душа и тело ќе бидат запазени во светост за доаѓањето на Господ Исус. Стих 24. Верен е оној кој ве повикува, тој и ќе го направи тоа. Потоа, во стих 25 ни е дадена и 20-та заповед. Браќа, молете се за нас. Божјата волја е христијаните да се молат едни за други. Од денешна перспектива ние не можеме да се молиме за Павле, Сила и Тимотеј, но можеме и треба да се молиме за другите христијани. Кога последен пат сте се молеле на Бог за некој друг? Верниците не треба да се молат само за своите потреби и проблеми, туку и за тугите. Доаѓаме до 21-та заповед. Стих 26. Поздравете ги сите браќа со свет целив. Тоа е еден од начините на кои христијаните се поздравуваа во првиот век. Стих 27. Ве заколнувам во Господ ова послание да им го прочитате на сите свети браќа. И ова е еден вид на заповед. Апостолот Павле, заедно со Сила и Тимотеј, напишаа послание кое беше наменето за сите верници. Истото послание можеме и треба да го читаме и ние. Всушност, преку оваа програма го направивме токму тоа, го прочитавме целото писмо. Стих 28. Благодата на нашиот Господ Исус Христос нека биде со вас. Амин. Ова е и мојата молитва за вас. Благодата на нашиот Господ Исус да биде со сите вас кои ја слушате оваа програма. Тука ќе го завршиме денешното проучување. Во следното ќе почнеме со обработка на второто послание на Павле испратено до црквата во Солун. Дотогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.